Господине Атанасов, ви благодарам што сте дел од нашата емисија. За 2019 година вашата агенција има пакет мерки во однос на подобрување на квалитетот и безбедноста на храната и храната за животни. Може ли да ни објасните кои се овие мерки кои што ви се предвидени за оваа година? Значи, пред се би сакал да кажем дека оваа година и буџетските средства за испитување и мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија се зголемени. Порано беа, значи, околу 4,5 милиони, сега се вкупно околу 11 милиони денари. Тоа значи дека бројот на земени мостри се зголеми, воведени се и новитети во самата мониторинг програма за безбедност на храната. Тоа е прилично зголемување на буџетот. Да. Речи се за 3 пати. Да, значи... зголемивме. За тоа што покрај таа програма направивме и програма за контрола и превентива од одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови на храна. И за прв пат се воведе програмата за контрола на безбедност на храната за исхрана на животни. Тоа е активност што ја воведовме 2018 и претходната програма беше 2018 и сега оваа година продолжи. Дали ова значи дека, извинете, само предходно пред оваа програма не се контролирала храната за животни? Не, тоа се храната за животни, да, немала таква програма и прв пат 2018 ја воведовме таквата програма и сега контролираме, значи, сите контаминанти биорезидуи што може да бидат во храната, што можете и преку месото, тоест преку производот од животните да дојде да загрози здравјето на луѓето. Веднаш да кажем, значи, покрај овие безбедност на храната има и програми од јавното здравје, тоест за производ од животинско потекло и ваму исто е зголемен, финансиските средства се зголемени од некаде 17 милиони на 36 милиони денари годишно. Значи, бројот на активности е зголемен, бројот на мостри е зголемен, со тоа веќе ќе опфатиме поширок фазон или поголем број на мостри и поголема контрола ќе има што се случува на терен. Споменавте дека најголем дел од болестите преку животинско потекло производи се пренесуваат и слично, меѓутоа тоа што е ваш опис и попис на работа и контрола на пестициди, како што споменавте, квалитет на семиња и слично, има доста шпекулации за тоа дека премногу пестициди се употребуваат во нашата земја. Значи ви кажав, ако ме пратевте внимателно, примерното производство, тоест додека производот е на нива, е надлежност на Министерството за земјоделие или фитосанитарната управа и државниот инспекторат земјоделски. Да, меѓутоа кога веќе ќе излезе, како што рековте, на пазар, веќе станува ваш проблем. Затоа и беше и таа координација во изработката на тие годишни планови. Не ве прашувам од аспект на тоа што вие го детектирате на терен, дали она што е готов производ е преполно со пестициди. Не зборуваме како стигнало до тоа да се случи. Пестицидите имаат и една каренца, тоест време на распаѓање. И значи дали тој период на распаѓање на самиот производ, бидејќи сите тие се такви да после некој период се распаѓаат и немаат штетно влијание. Затоа ние вршиме такви испитувања на дали се над максимално дозволените нивоа пестицидите во храната кој што е. Речем, имаме за посебно за житариците ги испитуваме, кои се употребуваат за исхрана на доенчиња на мали деца. Таму, значи, минималните дози ги испитуваме, дали и контролираме дали имат случајно пестициди или резидуи од такви пестициди останат. Информациите што ги добиваме, ние ги споделуваме со Министерството за земјоделие. Значи, тоа мора да оди така, за да имате тие информации каде што да контролираат. За да реално се спречи синџирот, да речеме. Така е. Последното што беше објавено по медиумите одеше со тешките метали. Информацијата беше, мислам, за 2017 година дадена, иако сме сега 2019. Тие информации не ги имавме. Ние одржавме и прес. Во главно се работи за месото, тоа е црниот дроб од диви свињи и дивечи птици. Во црниот дроб имаше тешки метали. И ние препорачавме да се избегнуваат, да се конзумираат. Значи, тоа све се препорачува до ловците, бидејќи критичната група беа ловците. Кои се вашите надлежности во суштина, освен детектирање и алармирање? Значи, дали тука поднесување на кривични пријави, прекршочни пријави, дали тука завршува надлежноста од аспект на санкции? Согласно Законот за безбедност на храна, сите оператори се одговорни за безбедноста на прехранените производи. Агенцијата овде е само контролен орган, кој што треба да исконтролира дали ги почитуваат или дали се осогласени со законските прописи операторите.
Врз основа на тоа се прават и годишни планови за одредени, да речеме, од животинско потрекло и се наметнува и годишните планови и наредби да они мора да вршат толку бројчено на толку количина производство, мора да земат самите мостри да ги испитат, а ние пак како Некој агенција пропишан квантитет, што значи, треба квантитет, да се... на то, да речеме на над 10 запази. тона треба да имате на 15 дена да взимате мостра од тој производ да ја пратите анализи. Тоа е ваша анализа и они се ја прават. Агенцијата пропишува официјална контрола или официјална мостра која се вели, кој што доаѓа официјалниот ветеринар или инспектор, ја зема од производството, ја носи анализа, таа е веќе официјална. Меѓутоа ги гледа резултатите од нивните анализи, што ги добиле од лабораториите. И врз основа на тоа веќе се прави слика дали тие исполнуваат законските прописи, дали се согласени, тоест производ, дали е согласен со законските прописи. Доколку се открие дека има несогласеност, нормално се преземат законски мерки или корективни мерки, меѓу кои што се и казните. Сега зависи од тежината на делото кое е направено, е прекршочна или кривична казната. И спрема тоа се продолжува. Сега уште следува поинтересниот дел. Прекршокот е прекршок, кривична е кривична, меѓутоа тој правен објект или оператор со храна, како што велиме ние, во ризик анализата наша почесто пати ќе биде посетуван и контролиран. Но може би еден од најголемите скандали поврзани со функционирањето на оваа институција беше пред вие да дојдете на незиното место, кога имаш информација дека 5 месеци воопшто не се вршела контрола на увозна храна. Тоа беше во некој меѓу период на транзиција на власта. Што се случи со тие 5 месеци, да речам, и дали имаше некакви истраги за тоа, некој одговараше, вашите претходници можеби? Тоа јавноста и народот суди, дали како што. За спроведување и реализација на самата програма, нормално, одговорното лице се одговара пред владата. Не, тоа ми беше прашањето, значи тие не се спровеле програмата која што им била... Реализацијата на програмата, тоа е програма, и дали вие 100% ќе ја спроведете или 90 или 70%, зависи од како ќе изменеджирате. За таа работа одговарате од тие што ве назначиле. Значи, директорот е назначен директно од владата, владата избрана од народот и така оди тоа. Меѓутоа голем пропуст и довербата паѓа од јавноста спрема институцијата. Ние да речеме сега што се подготвуваме да воведеме во нашиот дел што е инспекцијскиот ISO 17020. Тоа е нешто новост во Македонија и пошироко во регионот, и инспекцијските служби да бидат сертифицирани по меѓународен стандард. Сакаме со тоа да ја вратиме довербата во инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство и рейтингот меѓу граѓаните. Иако по друг ISO стандард кој што веќе е на снага во Агенцијата за управување со квалитет во агенцијата и од страна на меѓународното сертифицирано тело агенцијата е призната и сертифицирана, веќе имаме и доста позитивни оценки. И на друга интересна тема која што е повторно некако поврзана со вас и со вашата работа е проблемот со кучињата скитници. Малкумина знаат дека Агенцијата за храна и ветеринарство има реално директна можност да влијае во решавање на овој проблем. Вие најавувате некои законски измени. Може ли да не објасните затоа што е навистина горлив проблем, особено за Скопје? Па би сакал да кажем прво дека навистина повеќе деценијски проблем. Не е тој проблем од вчера, кој што не може да се реши со една работа или со една активност, мултиинституционален, не е само надлежност агенцијата, агенцијата ќе донесе закон, правилници, меѓутоа овде се инволвирани и локалната самоуправа пред се, и другите кои што се учесници во тој дел, од ловџи, од одгледувачи, од МВР, да речеме, кој ќе треба да настапи. Во тој дел пристапот беше уште кога дојдов овде во агенцијата на раковното место, направивме една анализа прво колку кучиња што има во државата. Направивме со невладени организации, исто пробавме пребројување на методологијата на пребројување на кучиња скитници, во кое што беа вклучени ова Кралската асоциација против злоупотребување на кучињата или против суровост на кучињата. Вклучивме од локалната самоуправа, чисто да покажеме како, по која технологија, како тие да измерат колку имат бездомни кучиња на нивната територија и врз основа на тоа да планирате финансиски средства и како ќе справуваат со тоа. Сега што беше затекнато? Ние во тој момент имавме закон кој што вели треба да се микрочипирани, меѓутоа реализација нула. Ставно. Имавме дека секоја општина мора да донесе програма
ни една програма немаше. Прифатилиште имавме 6 или 7 регистрирани во државата. Некои и не работеа во тој период. Знаете, проблемот со вардариште има-нема и се калкулации се правеле. Ќе се затвори, нема се затвори, нели? Најлошата опција, ако го затворите, после нема што да правите, како сега што направивме со вардариште, што го затворивме, поради појавна заразна болест и нехигиена. И сега има реакција од граѓаните зошто не се заловуваат, меѓутоа брзо ќе се реши тоа и пак ќе се продолжи. Значи, тоа се прави. Сега, од кога снимавме состојбата, минатата година добивме преку 55, мислам се, може и повеќе, програми од општините, за како ќе се справуваат со тоа, бидејќи ги посетија нашите инспектори сите општини, дали имат, дали немаат. Од тие некаде околу 30 се веќе одобрени програми. Сега бројката на прифатилиште е 12 одобрени. Ние одиме со програма една биди неговите ќери со намалените популации, тоа со децата да ги учиме што е тоа одговорно сопствениште, што е. Знаете за акцијата. Може би клучниот елемент во целиот. Еден од клучните елементи, тоа веќе со години трае од агенцијата, се постојуваат училишта, таа трае активност и ќе трае и понатаму. Активноста за бесплатно чипирање, знаете, од 1 септември што почна, сега се продолжи од 1 април со мала измена, што 2 септември треба да се доплатат за апликацијата. Овде имаме добар успех. До сега има околу 60.000 микрочипирани домашни миленици. Активноста продолжува, се ствара базата, значи знаеме каде што ги има и сега беше да се доведе и законските измени, веќе сето тоа полека го закружуваме. Гледате колку многу активности, колку други институции се вовлечени, за на крајот сега да донесеме и оние законските измени, кај што велиме, иако во јавноста се крена прашање, меѓутоа беше погрешно тумачено, пратеничката група малце погрешно појде и го презентираше се до тоа. Нашето предвидување и нашите измени се во правец на дека секое куче женско кое што е приплодно способно треба да се кастрира. Меѓутоа, доколку не се одгледувачот регистрира како одгледувач на куче. Дека има таква женка и тој кажува дека јас ќе вршам приплод или ќе го расплодам тоа куче. Значи инсистирате на одговорност во суштина. Тоа е одговорноста. Ние веќе имаме базата, значи базата имаме, знаеме кај се кучињата и велиме вака, да, он ќе се регистрира кај нас, со тоа веќе мора да има да води евиденција на колку кучиња има, мали се породила, колку кучиња има, да ги чипира пред да ги даде на некој или да ги продаде, значи да се знае каде ќе заврши тоа куче. Затоа што и нашите сознанија беа најчест број на кучиња бездомни доаѓаат токму од таквите легла. Новите измени предвидуваат да мора да добијат, ако сака да се регистрира како одгледувач или да регистрира одгледувачница, тоест веќе во комерцијални услови да одгледува и да размножува кучиња, ќе мора да добие согласност веќе и од комуналниот инспектор, тоест согласно одлуката, комуналната одлука на надлежната општина. Другите новости е ќе биде забрането продавање и подарување на поклон на домашен љубимец на малолетни лица. Значи не е само да му исполните кефот на вашите дете или меракот, него треба да се има и одговорност каде. Во еден слободен разговор со овие невладените организации, кога споделивме нашиот начин пристап како мислиме да го правиме тоа, да, тоа ќе ве прашав дали имате поддршката од нив им се иде многу добра таа идеја и дури рекол дека може да ја препорачат и за други земји. Да. Кај што сега се инволвирани во тие активности што ги имаат. Ќе го привршиме разговорот, ќе ве прашам само за она што е на светска актуелна тема, тоа е употребата на генетски модифицирана храна. Прилично голема бура предизвикавте во јавноста со најавата дека ќе се прилагодуваме кон европските стандарди, дека нашата држава ќе мора да го дозволи увозот на ваква храна. Може ли да ни објасните, има ли место воопшто тука за паника? Дали оваа дебата воопшто за обичните граѓани ли треба да се остави на стручњаците и на научниците да дебатираат? Да дебатираат секој треба да кажат стручњаците, експертите кои сте за таа работа. Ако следите внимателно ќе видите дека уште во 2017 таму ноември-декември месец имав една изјава дека треба да се дебатира. За таа работа треба јавноста полека се подготви да знае дека
ГМО храната не е штетна по здравјето на луѓето, затоа што се разви некоја табу тема околу тоа дека е страшно, дека е вакво, монструм, не знам што ваму таму. Најдобар доказ дека нема штетни последици по здравјето на луѓето што ова храна се употреба повеќе од 30 и нешто години во цел свет и немаме доказ дека е штетна по здравјето на луѓето. Измените на законот се подготвуваат, значи немаме ние се уште некоја завршна слика како ќе изгледа. Видете, поентата и сите мои изјави кога гледате, чисто сакам да развијам дебат во јавност. И таа дебат имаше и Стопанска комора преку организира, кај што нас не повика, ние повикавме што повеќе луѓе да дојдат, да биде што помасовно. Се дебатираше, се објаснуваше што е што, како е регулирано во светот, како е во Европска унија регулирано. Како е во Европска унија регулирано? Во Европска унија е регулирано, значи да храната која што содржи 0,9% модифицираност, генетска модифицираност, не се обележува, додека над 0,9% се обележува. Тоест производот не се забранува, туку не се забранува, туку се обележува и вие како потрошувачи имате право да знаете дали ќе конзумирате таква или не. Затоа што до 0,9 се третира како случајно загадување, ненамерно загадување. Во самата природа имате загадување, тоест поленот во растенијата и после тоа нели во производот кој што ќе биде го имате. Апсолутно нула не е можна. Да. Такво нешто не постои. Дори во Германија има за да употребите GMO free, нивната комора вели да, вие мора да имате под 0,01. Значи под тоа, меѓутоа не кажува чиста нула. Да, затоа што тоа не е за да биде GMO, не е можна. Значи не може тоа да биде. Например, измените ќе се однесуваат од аспект само на трговија, увоз на храна или значи, и на одгледување дома. Безбедноста на храна него тој закон што е за безбедноста на храна, него регулира прашањето на култивацијата, тоест садењето и одгледување по нивите. Него чисто само увозот, производство, кога збориме ние производство, збориме производство да од суровините добиете производ, добиете, не знам, чоколада, добиете, не знам, вафел и тоа. А и тој да може да се извезе после надвор, трговија да имате. Вие и сега кога бевме во Брисел, кога од 18 до 22 февруари, бевме на експлоаторниот или скрининг состанокот, лично прашав дали тоа ќе се третира како што сега е во нашиот закон, ќе се третира како трговска бариера, и ми рекоа да. Значи, вие со самиот ден на влегување мора да бидете согласни со европската регулатива. Кои се другите контакти што ги имате со Брисел? Сите овие теми што ги опфативме во разговорот се во поглавието 12, кој што здравје Боже ќе треба да го отвориме во процесот на приближување. Дали агенцијата е подготвена? Значи агенцијата има одлични релации или контакти воспоставени со директоратите кои што се во Европска унија, кои што се за поглавје 12, поготово за безбедноста на храната и ветеринарната политика. Можем да кажеме дека тие соработки од ден на ден се повеќе се интензивираат. Ние правиме и сега работиме во моментот на проценка колку сме хармонизирани со законодавството. Нашите проценки кажуваат дека некаде околу 88% сме веќе хармонизирани по сегашното законодавство кое што е на сила во Европска унија. Меѓутоа знаеме и следиме дека во Европска унија оваа година, крајот на годината и следната година ќе има исто измени, законски измени, кои што сега ќе видиме какви ќе бидат и ќе мора и спрема нив да се прилагодиме. Тоа ќе значи дополнителна, оти таму ни беше кажано дека ние со денот на отпочнување на преговорите ќе мора да се усогласуваме со новите закони што тие ќе ги донесат. Сега во Словенија минатата недела уствари ова недела на почетокот бев во Словенија и разговаравме баш за околу законот за здравствена заштита кај животните, кај што оваа година треба крајот на декември да биде имплементирачки. До 20 април веќе имплементирачките акти треба се донесат. Па и го добивме и драфтот, во меѓувреме ние подготвивме нацрт закон за измените што се во Европска унија да го прилагодиме нашиот закон спрема Европска унија и чекаме само тоа што ќе биде имплементирачките акти да ги вградиме во нашиот закон и кој ќе стапи на сила во Европска унија да го дадеме ние пред нашето собрание на разделување, тоест на усвоење. И тука мислам дека брзо ќе го фатиме тој период за усогласување. Следиме што се случува цело време,
вршиме хармонизација и осогласување и ви кажав, по наша проценка во сегашните услови, сегашните законски прописи кои што се во Европска унија, некаде околу 88% сме осогласени и хармонизирани. Останува уште политичка одлука за добивање на датум. Ние сме подготвени. Знаете, многу зависи бидејќи нас сега во моментот законодавство не ни дозвола да направиме измени некој и тука сме врзани. Тоа се негде околу 7 или 8%. Кои што вие и да сакате и колку да се трудите, не можете затоа што нашето национално законодавство вели не може да се... Во извештајот за напредокот на Европската комисија стои дека ова поглавје стоиме прилично добро од аспект на донесени во ова закон. поглед сме на вистина добри и мислиме дека ќе бидеме една од првите институции што ќе ги започнат после поглед 23, или прво таму ќе оди. Мислиме дека ќе бидеме првите институции кои што ќе ги почнат преговорите. Ќе го следиме тој пат. Ви благодарам многу за разговорот. Сте вас.